Ја чувствувате ли миризмата од? Како не се чувствуваат, после ручек веројатно секогаш ја палат. Тоа е страшна миризма. Немој да се диши. Воздухот немој да се диши. Во овој убав град, златен езеро, река. Па секако дека го сеќаме, видиш, се загадивме. Не можеме слободно да дишиме. Кое време најчесто се сетиме? Па, претежно нормално во утринните сатови, знаеш. Дали ти смета миризмата, дали ја осеќаш? Смета, не само мене, туку на сите им смета миризмата. Не успеа досега ниту таа општинска администрација на тогашниот градоначалник, ниту следните кои што беа по неа да го решат овој проблем. Сега се најдовме во една ситуација кога мораме да го решаваме, бидејќи представува опасност и масовен убиец на Стружани и околината. Главниот проблем е што истата е дива и противзаконски поставена овдека. Истата не ги исполнува ни минималните услови за да може да се постави како депонија. Како што и самите гледате, во близина на населени места, се простира на поранешното Струшко поле, кое што порано беше и сега е плодно поле. Под неа минуваат подземни води кои што се загадуваат и директно се влеваат во Охридското езеро. И е штетна по здравјето на луѓето и животната средина. И со самото тоа фактички и се зголемува значи на оваа депонија потенцијалот за загадување, кое е неспорно, меѓутоа и како пред месец дена и за самозапалување со огромни штетни размери према градот и како што гледате овде околните населени места, меѓутоа реката Дрим ни е многу блиску тука околу 150 до 200 метра ни е течението на реката Дрим и на почвата околу. Граѓанска иницијатива испративме барања официјални до локалната самоуправа и надлежните министерства, владата, вклучително и премиерот. До локалната самоуправа побаравме подитно веднаш да превземат мерки за целосно гаснење на депонијата. Знаете, беше тоа и во медиумите експонирано, депонијата беше во големи размери спалена намерно за време на великденските празници. Во тој момент тие успеа да изгаснат депонијата само надворешно. Внатрешно таа се уште гори. Со тоа што чади од бочните страни сега. Поради тоа бараме локалната самоуправа да преземе сериозна акција со сите надлежни органи, да се донесе механизација во координација со пожарната и длабински внатрешно да се изгасне депонијата, со тоа што ќе немаме повеќе појави на чад и смрдеа во градот. До владата поднесовме исто така официјално барање со кое бараме да биде свикана вонредна седница на влада, каде ќе се дискутира за проблемот кој што го имаат Стружани. Околу 40.000 жители на општина Струга се тангирани од овај проблем. Значи, представува голем проблем за нас. На таа вонредна седница од Министерството за животна средина, од представници, експерти на Министерството за животна средина и екологија да се формира работно тело кое врз основа на анализи ќе излезе со предлог локации за идно одлагање на сметот во Струга, а основен критериум за тие предлог локации да биде минималното негативно влијание на истата врз животната средина и здравјето на луѓето. Воедно бараме до владата веднаш да одвојат средства за конзервација на оваа депонија и интензивирање на процесот на конзервација.
Во иднина најавуваме, доколку нема никаква реакција од страна на надлежните, најавуваме и радикализација на протестот со тоа што подолго време ќе се задржиме, ќе го блокираме влезот на магистралниот пат на влезот од Струга